заблагодарам на сите кои што ни помогнаа во време на ковид пандемијата да излеземе на крај со тешката состојба во која што се најдовме сите ние кои што сме здравствени работници и менаџери на вакви големи здравствени установи. Пред се ќе се заблагодарам на градоначалникот кој како шеф на кризен штаб будно ја следи епидемиолошката состојба во град Куманово и знае со какви се проблеми се соочувавме од самиот почеток на пандемијата до денес. Благодарност до невладината, до Центарот за рурален развој, УИРУМ, и секако најмногу благодарност до Германската амбасада и до амбасадорката за оваа помош со која што ќе направиме да сите оддели во нашата болница добијат опрема и за неинвазивен мониторинг на витални функции кај пациентите и опрема со која што ќе се олесни и следењето на здравствената состојба и ќе биде потпомогнато секое одделение со кислородна поддршка. Ние во нашиот план за јавни набавки имавме планирано набавка и на монитори, и на пулсоксиметри, и се оно што добивме, но секако тоа се многу мали количини и ќе требаше со години да правиме вакви набавки за да ги опремиме сите оддели. Секако дека оваа опрема која што се состои од 10 пациент монитори, од 10 кислородни концентратори и 30 пулсоксиметри, истата ќе биде распределена на повеќе оддели, затоа што не само инфективниот оддел, туку и другите оддели во нашата болница примат пациенти кои што се ковид позитивни, значи имаме многу ургентни состојби, битни операции, битни породувања, битни случаи од кардиолошки карактер, значи кои што одат на интерното одделение, битни случаи на секој оддел кои што подоцна ќе се испостави дека биле ковид позитивни откако ќе се хоспитализираат кај нас, така да на многу места навистина ни е потребен ваков мониторинг на пациенти. Помина времето кога и диагностиката и терапијата се контролираа со помош на стетоскоп, апарат за притисок, класична рентген диагностика и лабораторија, значи потребно е постојано следење на виталните функции. Дел од одделите никогаш не ракувале со монитори, меѓутоа се прилагодија кон актуелната ситуација, така да ова ќе биде повеќе од добредојдено. До сега имавме вкупно 15 монитори, од кои повеќето стари и по 20 години. Во приватните болници на запад тоа се менува, значи на 4-5 години максимум. Еве ова е прилика да ги обновиме и да пружиме можност да нашите колеги работат непречено и имаат можност за подобра диагностика и третман на пациентите. Само што една прашање на позитивно во момент 20 позитивни пациенти. Имаме 8 кои што се на кислородна поддршка, значи тоа се посериозни пациенти, останатите се со болесна и средно тешка клиничка слика. Оние најтешките кои што се за респираторце